верам дека сме благодарни на Бога што и ова сабота сме заедно во Неговиот дом, зашто има верници кои не можат да дојдат од разни причини, дали се болни, дали се на пат или било што како причина, иако сакат да бидат во Божиот дом. И затоа треба да цениме предноста што се уште сме здрави, живи, мислам на физички, може да дојдеме во молитвениот дом. Денеска би размислувале за наслов кој веќе го објавивме, последната Вавилонска кула. Значи, денес ќе размислуваме, ќе се вратиме во нашите мисли, во ово проучување, да се подсетиме што е што се случило во минатото и која ќе се случи последната Вавилонска кула. Еве на почетокот да си припомнеме за една кула која е направена или една зграда во Америка. Empire State Building во Нью Йорк била завршена 1931 година, долги години била позната како највисоката зграда во светот. Еве овде на екранот, може да ја видиме, највисоката зграда изградена во 1931 година. Има 102 ката или спрата. Секако тоа се канцелариски простори, не е тоа место за живење, може да има некои гарсонери, но сепак тоа се претежно канцелариски простори. Неколку згради во Соединетите Американски држави и Азија денеска ја надминуваат по висината оваа зграда што може еве да ја видиме. Но многу од рекордите кои биле поставени во оваа зграда при нејзината изградба никогаш не биле надминати или срушени. Например, бидејќи зградата била завршена или изградена од монтажни блокови, значи само ги склопувале и многу брзо градбата напредувала. За помалку од 2 години ова зграда била направена. Всушност, една делница или еден кат, еден спрат, 14-тиот, например, бил завршен за многу краток период од само една недела. Замислите, за една недела еден спрат бил направен како што е 14-тиот кат. Но денес, браќа и сестри, ситуацијата е изменета. Значи, денес може да кажеме дека ситуацијата е изменета. Овде имаме друга зграда, друга слика. Денес би ја спомнал зградата Бурдж Дубај, што значи кулата Дубај. Е официјално највисоката зграда во светот денеска. Значи, ова зграда е највисока по висина во светски рамки. Официјалните изјави велат дека кулата ќе расте над 700 метри. Замислете, 700 метри. Сега е, а ќе расте уште повисоко. Кој ќе биде завршена изградбата, значи Бурдж Дубај или кулата Дубај, ќе прими околу 35.000 жители во самата зграда. Замислите, тоа е како цел Кавадарци, со се деца да влеземе внатре. Само една зграда, 35.000 жители. Во рамките на зградата има хотели, канцелари, апартмани и уште неколку работи кои најверојатно ќе значат и нови рекорди во наше време. Значи, од човечка рака, денеска ова зграда е највисока во светот. Еве овде има базен. Може ова не го гледате добро, поради светлоста, но замислите, се што има внатре вградено во самата, тоа е на 76-тиот спрат. Значи, овој базен е ставен на 76-тиот кат на таа висока зграда. Како е да е, крајната висина нова кула се уште не се знае колку ќе биде. Од самиот врв на кулата, само се вратам назад да може да ја видите и ова слика, на 688 метри при најдобри временски услови може да се види дури 160 километри во внатрешноста на Иран. На Иран, значи кој се качете горе, добри временски услови, може да ја видите државата Иран и 160 километри да понирате со поглед внатре во таа држава. Тука не е крајот на Бурдж Дубај, не престанува таа да расте, да оди, значи и понатамо.
Но ајде да се вратиме сега не на друга кула, да се вратиме во Библијата, да се вратиме географски, еве ова карта тоа ќе ни го покаже. За прв пат во Библијата се спомнува името царство во врска со Вавилон. Прва Мојсеева 10 глава од 8 до 10 може да читате. Основачот на тој древен град, според Библијата, бил Нимрод. Човек чие име значи ќе се побуниме. И навистина во текот на историјата, во Светото писмо, Бабел или Вавилон станува символ на бунт против Бога. Од друга страна, може да кажеме дека зборот царство во Новиот Завет, знаете кога прв пат се спомнува? Во Новиот Завет зборот царство прв пат го спомнал Јован Крстител, кога вели во Матеј 32: покајте се, зашто се приближи царството небесно. Значи, од првата до последната книга, браќа и сестри на Библијата, гледаме остар контраст помеѓу две спротивставени царства. Царството на Бога, на Исус Христос, и човечкото царство, што покушавале во дадени периоди луѓето да го воспостават. Ние знаеме оние 4 мокни царства. Меѓутоа и пред Вавилонското имало други царства, Асирско царство, па еве сега ќе споменеме и за ова царство на Нимрод, кој сакал да направи кула, чии врв ќе допирал до небото. Значи, всушност, овие се две спротивставени работи. Во Откровението, Вавилонското царство е идентификувано како последната сила што ќе го обожава зверот. Значи, во рамките на Вавилон ќе се обожава зверот и ќе води војна против Божиот народ. И затоа, правилно да ги разбереме овие идни настани, прво мора да погледнеме како се родило првото царство или раѓањето на Вавилонското царство. И затоа, еве, ќе одиме заедно да прочитаме текстови, мора да ги прочитаме за да добиеме на комплетна слика. Прва Мојсеева 11 глава од 1 до 9 вака пишува: целата земја имаше само еден јазик. Што убаво. Појте во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Германија, еден јазик. Сега мора да вртете речници или да ги учите, меѓутоа еден јазик. Додека луѓето се движија нака исток, откри една рамница во земјата Сенар и тука се населија. Па си рекоа еден на друг: ајде да правиме тули и да ги печеме во оган. Така наместо камен користија тули, а наместо малтер земјена смола или катран, оно црното, знаете што се асфалтираат сега улиците. Потоа рекоа да се изградиме град и кула, не само кула. Ние претежно велиме Вавилонската кула, меѓутоа направиле град. Зошто? За да бидат заедно. А Божјата намера која била во почетокот? Одете и наполнете ја земјата. Секако тој план се пореметил кога Адам и Ева погрешиле, зашто како рајот бил тука на исток, требало се шири и да ја наполни целата земја, не само со рај, туку и со луѓе. Но тој подоцна ќе кажеме што се случило со рајот. Потоа рекол да се изградиме град и кула со врв до небото, за да си стекнеме славно име и да не се расееме по целата земја. Господ слезе да ги види градот и кулата што ги дзида синовите човечки. Потоа Господ рече: види, сите се еден народ, изборуваат на еден јазик, како Бог нешто да открил ново сега. На прв поглед кога читаме, така да стекнуваме впечаток. Но подоцна ќе кажеме што тоа значи кога Бог вели: ете, еден народ, еден јазик. И еве што почнаа да прават. Сега што и да наумат да направат, ништо нема да им биде неостварливо. Очигледно би направиле кула висока, како овие денешната 700 метри во Дубај. Замислете, во Скопје има згради 3, наречени турските згради, од 40 спратови, 40 ката. А замислете овие колку се. Замислете да немате струја. И овие денови немаше струја во една од зградите во Скопје. Пешки луѓето на 40 спратови одгоре. А плюс немаш вода, пумпите не работат. Ако нема струја. Оде вели: а што ќе наумат, ќе направат. Ништо нема да им биде неостварливо. Ајде да слеземе. Гледате зборот слеземе. Бог не вели да слегнам, да слеземе. Значи асоцира на повеќе лица. Ние знаеме кои се горе на небото. И нам го побркаме јазикот, за да не се разберат еден со друг. Така Господ ги распрсна од онде по целата земја, но на крајот престанаа да го дзидат градот. Затоа тој град беше наречен Вавел,
Зашто тамо Господ го беше побркал јазикот на целата земја и Господ го распрсна одонде по целата земја. И еве што се случува, браќа и сестри. Значи, недолго после потопот, човечката раса почнала брзо да се зголемува. Во тоа време човечкиот живот, односно век се мерил со векови. Многу се раѓале, малку умирале. Сега па обратно доаѓа во некои земји. Многу умират, малку се раѓаат. Иако сега пред некој ден спомна бројка од колку милиарди имаме. 8 милиарди се наполни земјава. Повеќе од времето на потопот, предпотопниот свет. Но сепак во тоа време луѓето се множиле брзо. Само по неколку генерации илјадници потомци на Ној и неговите синови го населиле подножјето на Арарат. Еве тука е бродот и тие излегле и полека се тука движеле. Како се множиле, ги проширувале своите граници. Стока, деца, имот и што се случило. Очигледно, Нимрод едноставно и некои од патриарсите предложиле да се истражи областа кај што тие излегле од бродот. Тука била реката подоцна понатаму Тигар и Еуфрат, која некогаш била позната како Едемска градина. Ние ќе видиме и картата каде се наоѓал рајот. Тоа е плодната полумесечина или Месопотамија, Ирак, Иран, реките Тиграт и Еуфрат. Таму патувале и таму се улогориле. Блага клима таму постоела. Бујна вегетација околу Шинар или Синар, како што читавме во Библијата. Значи, Нимрод и другите водачи верувале дека нивниот број им гарантира безбедност. Додека се на купче, ќе бидат безбедни, ќе бидат силни и моќни. И со цел да се спречи широм да ја наполнат земјата, тие едноставно смислиле план да изградат светска престолнина и да ја централизират нивната моќ. И затоа рекле, ајде да изградиме кулан, да изградиме град, да не ни се сотре името, да бидеме заедно. Ке направиме нова метропола. Освен тоа, имале намера да воспостават дури и нова религија со кула која ќе допира до небото како центар на нивното духовно царство. И еве ја картата, тука тие се движеле. Ирак, Иран денешни, Сирија. Значи, отприлика, тука се движеле самите луѓе. Не биле тоа израелци, подосна ќе дојдат израелци, но тој народ. Значи, се уште тој Божи народ, зашто од Божиот народ произлегла новата генерација, од Сим, Хам и Афет и Ное. Но ќе видиме дека, на жалост, тие наследници биле иницијатори, не сите, некои од нив биле иницијатори да се направи кула, да се направи град, за да не се сотре нивното име. Пред потопот патриарсите, еве ова слика ќе ни покаже, ги пренесувале своите жртви на границата до Едемската градина. Тука Адем и Ева пренесувале, потоа нивните синови, Сит, Авел, пред тоа и така натаму. Меѓутоа, знаеме дека Бог ја подигнал рајската градина на небото. Денеска рајската градина не е на исток. За да ја спаси од потопот, зашто Бог во своето предзнание знаел дека ќе дојде до градба на град, до градба на кула, до извитеперување на луѓето во нивната свест на односот кон Бога. Каде е денеска рајот? Каде е денеска дрвото на животот? Еве, библиски ќе дадеме одговор. Еве што кажува прва Мојсеева, први кога Господ го создал светот. Така Господ Бог направи да никнат од земјата секакви дрвја, привлечни за гледање, добри за јадење, како и дрвото, внимавајте сега, на животот, среде градината и дрвото на спасението на доброто, на спознанието на доброто и злото. Тоа е прва Мојсеева. Одиме во Откровение. Кој има уво нека чуе што вели духот на собранијата. На оној што ќе победи, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кој е во Божиот рај. И сега последната книга, последната глава, среде главната градска улица. Од едната страна и од другата страна на реката имаше дрвја на животот кој раѓа род 12 пати годишно. Секој месец дава плод. И сега ова е важно. Мислам, алисијата на дрвото беа за излекување, за лекување на роди. Знаеме,
како го тумачиме теолошки, таму нема болест, но за тој физички раст што ќе биде потребен за нас кои сме сега со таа ограничена висина. Но како е да е, поентата ми е овде да подсетам и да нагласам дрвото на животот. Бог го зел заедно со градината Едемска горе на небото. А Бог може, браќа и сестри, да го спушти Новиот Јерусалим и ќе го спушти. Пишува 21 глава, 22 глава на Откровението. Од небото Бог ќе го спушти Новиот Јерусалим на крајот од светот. Тогаш толку е сигурно дека Бог ќе спушти и рајската градина, каде што живееле Адам и Ева, од небото на овој свет, секако обновен на обновената земја. Но градителите на Вавилон, да се вратиме сега да ја видиме сликава кулата. Градителите на Вавилон решиле без да се консултираат со Бога, без да направат договор со Бога, без да го прашат, да ја користат ова кула како ново место за обожавање на Бога и принесување на жртви. Пред потопот знаеме дека никогаш не врнало. Небото имало поинаков визуелен изглед. Еден слој на влага ја обкружувало нашата планета, што ја сончевата светлина другачие се прикрашувала и ја осветлувала нашата планета. Значи, таа сончева светлина не била толку силна, толку јака, но тој воздушен омотач и таа вода предизвикувала умерена клима на сите 4 страни на ова наша земја. И ова е причината зошто илјадници денеска фосили од тропските папрати може да се најдат во студените поларни региони. Знаеме, за време на потопот дошло до пореметување на земјишната кора и дошло до мешање. Тоа е како една жена која меси брашно, односно леп, и става натре семенки од сончоглед или од сусам, и кога го меше и на врвот и во средината и долу ќе најдете семки од сончоглед, во таа маса, така да и земјата доживеела една трансформација за време на потопот. Во 6-та година од животот на Ное, од вториот месец на 17-тиот ден од тој месец, на тој ден бликна сите извори на големата вода, водна бездна, и се отворија небесните устави. Овде имам друг превод кој вели: се отворија небесните устави и заплиска. Знаете како плискат брановите од морето или од езерото. И затоа првото виножито кое се појавило на сводот кога го виделе Божите луѓе, едноставно тоа било доказ дека Бог нема повеќе да предизвика така драстични промени како што бил потопот. Во почетокот човекот отпрвен можел директно да го погледне блескавиот сјај на сонцето и немал никакви проблеми за очите, но сега ние не може да го гледаме сонцето летно време. Тоа е многу појако, зашто сите тие преградни ѕидови, елементи кои го штителе зрачењето на сонцето на ова земја сега се тргнати или уништени од страна на човекот. Сега луѓето сватиле дека сонцето помогнало да се исуши земјата, секако после потопот, и да се врати вегетацијата. Така наместо да му се поклонуваат на Бога, луѓето почнале да го обожаваат сонцето и да го присвојат во својата религија. Градителите на Вавилон, браќи и сестри, го зазеле сонцето и го зеле како предмет на обожавање. Денес насекаде околу светот може да кажеме, гледаме кули, пирамиди и зигурати. Што се тоа зигурати? Тоа се олтари или храмови посветени на сонцето, што без сомнение е враќање на Вавилон. Колку што може да приметиме, изградбата на оваа градба, на Вавилонската кула, престанала околу 100 години после потопот, или приближно 2200 години пред нашата ера. Овој датум го влечеме или го наоѓаме е заснова нови текст. Прва Мојсеева 10:25, еве што вели: на Евер му се родија 2 сина. Едниот се викаше Пелек, бидејќи за време на неговиот живот земјата беше поделена. И сега историски, ако одете таму во Мојсеевите книги, ќе ги најдете годините кој колку живел и ќе ги добиеме тие бројки. Тоа значи дека во времето на раѓањето на Пелек,
Вавилонското општество било поделено на племиња кои подосна ќе станат нации и ќе бидат расејани низ целиот свет. Бројот на годините помеѓу потопот и раѓањето на Пелек е даден во 1 Мојсеева 11 глава од 10 до 16 стих. Но Библијата вели, заради праведноста што Ноe имал пред Бога, Бог му дал уште 350 години после потопот, а Сим 502 години. И поради што може со сигурност да претпоставиме дека сите кои живееле во времето на градбата на Вавилонската кула не биле незнабожци, тоа биле Божи луѓе, но биле надгласани, ако се гласало кој за, а кој е против да се гради кула. Очигледно, Бог вели 1 Мојсеева 9:15, нема да има веќе потоп што ќе ги уништи сите живи суштества. Ова го напишал Мојсе, а тоа го знал и Ное, и сите негови деца, снаи, внуци, паравнуци. Сите тоа го знаеле. Но се појавила група отпораши или опозиција, би рекле, кои го обвиниле Бога дека не е доверлив. Најверојатно они кои биле против изградбата на таа Вавилонска кула били смејувани, прогонувани, прогласени за легалистички непријатели на општото добро. Но и покрај нивните приговори на крајот, повеќето нив гласале да се изгради оваа кула. Зарем ова нема се повтори во последно време, пред Христовото второ доаѓање? Ќе бидат надгласени добрите луѓе, ќе бидат надгласени они кои се позитивните, ќе бидат надгласени они кои сака да му служат на вистината, а ќе победи она другата група. Но затоа, ако да им понатаму, ќе кажеме дека потопот произвел нов градежен материјал. Битуменски катран или асфалт бил пронајден во изобилство како резултат на дестилација на масивни полиња со тресет, шуми и други органски материјали депонирани за време на поплавата. Тогаш пронашле уште нешто. Нашле глина. Таа глина која печат и прават цигли, па и денеска тоа се прави. Значи керамиди прават и денес од таа посебна глина. Ја печеле во тули и ја користеле за изградба на кулата Вавилонска. Многу раце, вели Библијата, ја граделе таа кула. И кулата почнала брзо да расте. Почнала да се издигнува високо кон небото. Бог имал многу силни нерви, браќа и сестри, да ги трпи, да ги гледа овие луѓе како градаат. Бог бил долго време воздржан, но Бог има и граници на неговото трпение. И сега читаме во 1 Мојсеева, еве што вели. Господ слезе да ги види градот и кулата што ги изградија синовите човечки. Овој пасус или овој текст не кажува дека Бог не знал, дека немал појма тие години, ако 2 години, не знам колку траела градбата на градот и на кулата, да Бог не знаел ништо што се случило овде. Ова е хеврејски израз или стар еврејски начин да се каже дека Бог е подготвен да почне да дејствува. Кога овде вели ајде да слегнам, значи Бог сега дејствува на еден нов начин. Тој како во времето на претвртовниот свет, кога вели ајде да слеземе доле, зашто народот се расипа и да им дадем уште 120 години век на подготовка. Значи, Бог го користи тој истиот израз и при уништувањето на Содом и Гомор. Значи, Бог чекал проектот скоро да биде завршен, а потоа тој слегнал и тргнал во акција. Поради висината на таа зграда, на таа монтажна кула, бидејќи било во етажи, прв спрат, втори и така натаму, станало неопходно градителите да пренесуваат пораки и да порачуваат материјал од дола, значи на земјата. Немало такви кранови како денеска. Немало токи воки да се јавуваат. Луѓе пренесувале со порака. Одете сега донесете 1000 цигли или тули. И одат и друга група носи. Меѓутоа отеднаш мајсторите бараат цигли, а добиваат слама. Зашто не се разбрале. Дотогаш бил еден јазик. Наместо цигли добиваат корпа со слама. Како што денот одминувал, хаосот растел, додека на крајот работниците
повеќе не може да се разберат. И еве што се случило. Го читаме следниот текст. Градителите едноставно не можеа да ги објаснат необичните меѓусебни недоразбирања. Цитат од патриарси пророци. И во својот гнев и разочарување меѓусебно се обвинуваа. Нивниот сојуз завршил со конфликт и крвопролевање. И сега овде вели текстот, молња од небото, како доказ за Божјото незадоволство, го срушил горниот дел од кулата и го фрлил на земјата. Луѓето мора да призна дека постои Бог кој владее во рајот. И замислете сега ова сцена. Во понижување и страв. Луѓето почна да се собираат во мали групи. Но слушнувале како тој или тие зборуваат и тие се групирале. Се групирале според јазикот како го зборуваат. Постепено овие групи мигрирале далеко од местото на неуспешниот проект. Тој неуспешен проект на градбата на градот и на кулата. И се распрснеле по целиот свет. Навистина, тоа неразбирливо мрморење во Вавилон, браќа и сестри, станало извор денеска на земните јазици, кои произлегле токму од тоа време. Денеска во светот постојат повеќе од 3000 јазици. Повеќе од 3000 јазици. Хебрејскиот збор Бабилон или Вавилон значи збунетост. Во Откровението Вавилон е символ за духовна конфузија. Може би некој ќе каже, па чекајте, зарем Библијата не учи дека Бог не е креатор на конфузија? Да, Бог не е креатор на конфузија. Тоа е вистина. Дека Божји дух никогаш не внесува збрка во службата за Бога. Но има бројни примери во Светото писмо каде што Бог кажува, каде што Бог внесува конфузија меѓу оние што се побуниле против него. Може да читате 1 Коринќаните 1:27, 2 Царевите 6:18, таму вели Бог ги збрка војниците, почнали меѓу себе да се. Значи кога е нападнато Божјото име, Бог може тогаш да делува како што делувал и овде во изградбата на ова Вавилонска кула. Според историјата, според старата историја, браќа и сестри, имало обиди и после Вавилонската кула некој да ја обнови. Еве тука е Навуходоносор. Го гледате нова фотографија. Навуходоносор, значи после кулата поминало скоро 1400 години, имало обиди од разни војсководители или цареви. Еве ќе го споменеме Навуходоносор кој рекол дека добил наредба од богот Мардук да изгради таа Вавилонска кула што неговиот дрв ќе му конкурира на небото. И сега тој е нарекол својата храмска кула која стоела на светата основа на храмот Мардук ете Менанки. Мардук ете Менанки, што значи камен темелник на небото и земјата. Историчарот Херод, кој живел 440 години пред нашата ера, вели, Вавилонската кула била долга и широка 660 стапки или околу 200 метри. Според грчкиот историчар Страбон, таа била 200 стапки, околу 61 метар повисока од големата пирамида во Куфа или Кепсова пирамида. Вавилонската кула, според историјата и археолозите, имала пирамидална форма, значи како пирамидите што ги има во Египет, од 8 квадратни кули, кои постепено се стеснувале на по обемо, значи нагоре тие се стеснувале. Кружното искачување било толку широко што коњите и кочиите може да поминат. Замислите, колите може да се разминат, дури и да се свртат. Имало горе соби, имало соби за живење. Таму биле свештениците, имале разни култови, разни божества низ тие простории. На врвот имало олтар за жртви на богот на сонцето. Вистина, овој озогласен споменик подоцна бил уништен од персискиот крал Ксеркс. Значи, рековме, Навуходоносор покушал и тој да обнови делови од таа кула, да направи. Но кога паднало царството, доаѓаат персијанците,
тоа негово дело е срушено. Откако Александар Македонски ги поразил персијанците и тој планирал повторно да ја изгради таа кула. Гледате како тоа провеува во мислите на тие војсководачи. Меѓутоа, и тој не успел, зашто живел кратко, 33 години. Меѓутоа, браќи и сестри, денеска некој може да кажеме погрешно заклучуваат она референца за Вавилон во Новиот Завет, дека Стариот Вавилон повторно ќе се изгради. Дали ќе се изгради повторно Стариот Вавилон? Не. Еве сега ќе читаме текстови. Библијата многу јасно кажува дека Вавилон никош нема да се изгради повторно. Или Вавилонската кула. Вавилон, лулка на царствата, лулка на гордост на халдејците, ќе биде како Содом и Гомор, кога Бог ќе ги сотре. И сега ова подвлеченото, тој никогаш повеќе нема да биде населен. Од колено на колено ќе остане ненаселен. Араб нема да стави шатор таму, ниту овчари ќе почиваат таму. Точно е дека дури и Садам Хусеини, сега ќе го видиме, за време на неговиот живот некој веле дека покушал да ја обнови, зашто тој е на негова територија. Ирак, Иран, плодна Месопотамија. Значи, некој веле дека тој покушал. Меѓутоа, да, археолозите негови обновиле некои делови од тие старински работи што се пронајдени, но само за туристичко разгледување. Но тоа не е во спротивност со пророштвото на пророк Исаија. Всушност Садам планирал повторно да изгради дел од градот за негова резиденција, за да му пркуси на еврејското пророштво. Зашто ова е еврејско пророштво што го предмалце читавме во Исаија. Неговите планови пропаднале поради заливската криза и економските санкции што го следеа. Ова само уште еднаш го потврдило Божето пророштво, дека Вавилон никош повеќе нема да се изгради како цар, како град или како кула. Но, ајде да одиме понатаму и да споменеме 6 начини на кој Вавилонската кула е пример за сите следни вештачки религии. Број 1. Кулата е споменик на спасение со дела. Луѓето кои ја граделе кулата Вавилонска, браќа и сестри, рековме, не биле сите атеисти. Нивите предци ја преживееле поплавата пред само 100 години. Значи, само 100 години после потопот, луѓето толку се намножиле, бидејќи биле собрани на купче, би рекол, а Бог рекол, наполнете ја земјата. И Бог морал да предизвика тоа што го направил, што пред малце го опишавме. Кулата била споменик на спасение со дела. Нивниот план бил да изградат кула и тука да живеат заедно. Сатаната ја замислил кулата како суптилна замена за Исус. А која е врската помеѓу човекот и небото? Исус. А сега тие направиле кула. Не, кулата ќе ни биде врска. Каков Исус, каков Бог. Ние, самите, со својот ум, со својот изум, ќе направиме кула која ќе допира до небото. Браќи и сестри, секоја лажна религија има своји корени во Вавилон. Човекот може да се спаси со дела, така тие учат, но библиски не. Во реалноста, еве што вели Јован 3:16. Навистина Бог толку го засака светот што го даде својот единороден син. Павле вели во Ефесјаните 2:8 и 9, со ова благодат сте спасени преку верата, а не од себе. Тоа е дар Божи. Значи спасението е дар Божи. Второ, кулата е споменик на човечката гордост. Основното, може да кажеме, основниот предмет на христијанското, вистинското христијанство е да го прославиме Божјото име, а овде се прославуваат градителите. Споменик на човечката гордост. Ете како паралела ѓаволот прави. Наместо се да му припадне на Бога, ова идеја не носи да го обожаваме ние човекот наместо Бога. Во Матеј 6:9 вели молитвата Оче наш, затоа молете се вака, Оче наш кој си на небесата, да се свети чие име? Твоето име, името на Бога. Зборот деноминација значи да се обединеме под едно име. А знаеме дека многу цркви или црковни деноминации се засновани за да можат нивите водачи да направат име. Зошто се цепкаат црквите групите? Зошто? Ке се скарат, нема се сложат и тој, зашто има двајца водачи, еден
треба да биде само од нив, и тој незадоволниот ќе отцепи група на верници. И тој ќе создаде своја фракција, за тој да биде обожаван. Видите ѓавол колку е лукав. Гордоста оди пред уништувањето, а горделивоста пред падот, вели мудриот Соломон. Трето, кулата е споменик на човечката непослушност и пркос на Бога. Значи, кулата е споменик на човечката непослушност. Бог после потопот им вели повторно. Истата идеја Бог ја повторува која ја кажал на Адам и Ева. Бидете плодни, кога им рекол на синовите Ноеви. И множете се и наполнете ја земјата. Ним им било заповедено да се распрснат, не да бидат заедно, да ја наполнат земјата. Меѓутоа доаѓа сатаната во облик на Нимрод и на неговите симпатизери. Ке си стекнеме име, ке си направиме град, ке направиме кула која ќе допира до небото. И четврто, односно, да, кулата е споменик на човечкото достигнување. Мудроста, технологијата, техниката се користени во изградба на ова колосална градба, која била најсовремена, најсилна и најака во тоа време. И кога била завршена, прекрасната кула била прекрасна за гледање. На што е подсетува тоа прекрасно за гледање? На плодот во градината. Ева толку го посакала да го откине. Луѓето сега своето внимание не го насочуваат кон Создателот, туку кон овие градители, дизајнери, инженери. С други зборови, тие се обиделе да го отргнат човековото внимание или поглед кон Бога, да го насочат кон човекот. И денеска сатаната работи на ист начин, исти трикови. И пето, кулата е споменик на неверувањето во Бога и неговиот збор. Бог вели во 1 Мојсеева 9:15, нема да има поплава, нема да има вода која ќе го уништи животот на оваа земја. Но вавилонските градители се сомневале во Бога. Се сомневале во Божјата реч. Една од целите на изградбата на кулата била да се направи повисока од највисокиот врв кој бил потопен со вода. А Библијата вели дека највисокиот врв кој бил, колку метра била водата на тој врв? 15 лакти човечки. Да кажеме 7 до 7,5 метри. Ако е денеска Монтеверес, колку има? 8888 метри. Највисок врв, над неа би дошла водата. Во тоа време, иако немало такви врвови, такви остри врвови како денеска. Но народ рекол, не, на Бога не му веруваме. Ајде ние да си направиме кула. И шесто, кулата е споменик на рајот на земјата. Како што рековме, многу луѓе во минатото сакале да си направат, да создадат царство на земјата, за да го одвлечат вниманието на луѓето од Бога и од нивните греови. До времето на Навуходоносор, Вавилон станал вистинска замена, земна копија на Божиот Ерусалим. Вистина, ако одете на интернет и побарате како изгледал Вавилон, кај што живел Навуходоносор, ако одите во Германија, постои во Берлин еден музеј кај што се чуваат оригиналите од Вавилон, кои биле поставени во времето на Навуходоносор. Јас имав прилика да бидам таму и да ги допреш тие плочки, таа врата или таа влезна капија кога се влегувало, зашто знаеме германците и многу европски јаки силни држави оделе таму во времето и зимале тоа богатство археолошко. Значи се наоѓаат оригиналите од времето на Вавилонското царство. Значи, имало висечки градини. И кога излегол Навуходоносор на балкон, што рекол? Не ли е овој град кој јас го созидав? Никој не ми е рамен. Само после неколку кратко време доаѓа ангелот и вели, Навуходоносор, ти ќе одиш во шума. Му се врати каков живот на Навуходоносор. Како на животно. 7 години тој талкаше, за да научи дека Бог владее на небото и на земјата. И затоа и денеска сатаната ќе измисли кули кои ќе им каже на луѓето, еве, ова е рајот. Денеска знаеме, браќа и сестри, дека
во тоа време Бог ги побркал јазиците или јазикот. Зашто тие се обединиле против Бога и денеска во последно време сите верски заедници под името екуменизам ќе се обидат да се обединат. Брзината на протокот на информации, супер брзите транспортни средства и инстант комуникации помага да се воспостави темелот на ова врвна кула на човечката слава. Сепак, како оди времето, Бог предвидел дека ќе се појават природни катастрофи, морален пат, економски и политички немири. И како што човекот се обидел да се спаси од Божиот суд со изградба на Вавилонската кула, и денеска многу луѓе ќе се обединат на крајот да го избегнат конечниот Божи суд. Сепак, да го споменеме тој троен сојуз, што сатаната во последно време вешто ќе го користи. Еве го текстот. И видов од устата на змејот, и од устата на зверот, и од устата на лажниот пророк, излегува 3 нечисти духови како жаби. Тоа се духови на зли духови кои прават знаци. И сега внимавајте, отидоа да ги соберат кралевите од целиот свет во војна за големиот ден на семокниот Бог. Ове сили ќе формират троен сојуз, ги представуваат големите светски цркви, ќе се здружат за да ги придвижат народите во заедничка цел или цели. Католиците, протестантите, харизматиците и другите цркви ќе бидат обединети во главната цел, но не во вистинската работа, вистинската вистина што се наоѓа во Светото писмо. Текстот вели понатаму, обратите внимание сега на овој стих. Доаѓа часот кога секој што ќе ве убие, ќе помисли дека му служи на Бога. Не треба да се уплашиме од овој текст, но јас го прочитав за да ни се отворат очите, да сватиме во кое време живееме. Ќе дојдат луѓе кои во име на Бога, дали тоа било во минатото? Па било. Тие крстоносни војни со знаме религиозно убиваат села, градови, уништуваат жени, деца и мажи. Тоа ќе се повтори. Ќе ве убијат, вели, и ќе мислат дека му служат на вистинскиот Бог. Зато, браќи и сестри, да ги збиеме нашите редови како времето одминува. Денеска, еве, ова знаме е многу корисно, популарно, што сега го гледаме. Да ги запомнеме сериозно следниве факти. Број 1. Исус рекол дека, на своите ученици им рекол, дека ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе помисли дека му служи на Бога. Предмат се го читавме тој текст. Второ, додека Христос бил на земјата, неговите ученици и следбеници биле сите верни членови на црквата. Биле членови на еврејската групација. Но кој го убил Исуса? Кој водачи? Еврејските водачи го убија Исуса. Значи, претходниот текст што го читав, ете како се сложува. Црквите во светот се веќе обединети. Секојдневно слушаме за различни групи кои тврдат дека доктрината не е толку важна. Зарем тоа не го слушаме денеска? Зарем е саботата важна? Не е важен денот. Сите денови се еднакви. Не е важно што јадеш. Така, има тумачење. Не е важно дали си облечен вака или онака. Важно е срцето. Важна е мислата. Не е важно тоа. Не е важно она. Погледнете како главните протестантски цркви ја фаќаат раката на католичката црква да се борат за општо добро. Тој збор се повеќе го слушаме. За општо добро на општеството, на човештвото. Како што е абортусот, криминалот, зелените, зелена партија. Знаете, ја имаше ли пред 50 години таа партија зелена? Сега е. И Елена Вајд зборува за таа партија, дека ќе се појави. Која ќе го штити воздухот, водата, придобивките на природата. Но позади тоа се кријат други работи. Да, треба се бориме против тие зла, сите ние, но не под цена на губење на учењето и на вистината на Библијата. Прво, овој троен сојуз ќе користи побожни, убедливи докази, да ги повика луѓето сите да се придружат на нивното движење во заедничка акција. Но, сепак,
по 3 точки ние ќе се разликуваме. Кои се тие три точки? Задгробниот живот, што нема да го прифатиме како тие што учат, дека душата оди во рај. 7-миот ден, неприкосновано, тука нема компромис. И дека светот е создаден за буквални 6 дена, а во 7-миот Бог одморил. Одиме понатаму, при крај сме на ова размислување. И овој текст го ставив во контекст на ова размислување, да сватиме што вели Библијата. И никој да не може да купува или продава, освен оној што го носи жигот со името на зверот или со бројот на неговото име. Претходно овде видовме сликава, пишува санкции таму лево. Дали не е тој збор сега јасен? Санкции према овие земји кои војуваат сега во војна. Никој не ке може да купува. Се оди кон тоа да се книжи преку банка, преку сметка. Не можеш да купиш, те пратат. Не можеш да подигнеш. Мора сега, ако купиш стан или куќа, мора преку банка да оди неколку проценти од парите. Нема на кеш, на готово. Едноставно, секој треба да одлучи дали сака да ги почитува заповедите или човечките закони. И Библијата вели повеќе ќе бидат убедени на компромис, но и најсуровите мерки нема да ги поколебат верните луѓе, они кои сака да го следат Господа. Еве, ќе има, значи, избор, кого ќе следиме, Исуса или оној противникот. Како во времето на царицата Естира, кога бил донесен декретот да се погубат сите Божи луѓе, Божиот народ. Тој повторно ќе ги збрка нивните планови во последен момент. Ако Бог можел преку оваа жена да го избави Божиот народ, Бог и во последно време ќе ги збрка умовите на водачите, светските лидери во овој свет, да го сочува својот народ. И еве што вели Јован во Откровение: и големиот град се распадна, и градовите на народите паднаа. Се сети на големиот Бог, Вавилон да му даде да пие од чашата на големиот, да пие од чашата на Божиот гнев. Значи, со престојниот колапс и уништување на духовниот Вавилон врз нас, треба да се чудиме дека Бог повторно, не треба се чудиме дека Бог нема да интервенира. Ќе интервенира, но да оставиме тоа Господ да го направи. И извика со силен глас: падна блудницата, големиот Вавилон, и стана живеалиште на демони, извор на секаква нечистота, нечиста смрдеја, и скривалиште на сите нечисти и омразени птици, зашто сите народи се опија со виното на гневот, со виното на низиниот блуд. Царевите на земјата блудствуваа со неа и трговците на земјата се збогатија од низиниот огромен и бесрамен раскош. И чув еден друг глас од небото како вели: излезете од неа, народе мој, за да не учествувате и вие во низините гревови, за да не ве снајдат низините неволи. Секако ова не е буквален град од кој треба ние да излеземе. Ова се работи за од духовен аспект. Овој свет во кој живееме еден духовен Вавилон. Но што се случува? Повторно ќе има две групи. Бог ќе повика: излезете од неа, народе мој. Нажалост, денеска има многу верни луѓе и во останати верски заедници, и во други религиозни групи. И затоа го знаеме оној текст познат во Јован, Исус кај што кажува: имам и други овци кои не се од оваа бачило. Треба да ги донесам и нив, и тие ќе го слушат мојот глас, и ќе има едно стадо и еден народ. Браќи и сестри, ние живееме токму во ова време кога луѓето се престројуваат во една или во друга група. Постои една убава паралела. Ево ова карта ќе ни појасни. Прво, Аврам, знаеме, ја однел својата сопруга во Месопотамија, областа на Вавилон, во ветената земја. И подосна кога бараше жена за својот син Исак, каде Аврам го испрати својот слуга? Повторно преку Елфрат да ја доведе Ревека од областа на Вавилон или Ханан. Јаков подоцна, са историски одиме малце, чекориме со големи чекори. Јаков повторно го презел истото патување на исток за да најде жена од семејството на неговата мајка.
Многу подосна од како израелците биле во Вавилонското заробеништво. Знаеме, биле таму 70 години. Бог го повикал својот народ од Вавилон и ги враќа каде? Во Иерусалим, во ветената земја. Наистина, Бог и денеска, браќа и сестри, копне да го изведе својот народ, а ти си и јас во тој народ. Да не изведе од овој духовен Вавилон и да не пренесе во тој небесен Ханан. Библијата јасно кажува дека ќе има само две групи. Божјата рака е се уште широм испружена. Таа рака е толку голема што има место и за твојата и за мојата. Вавилон ќе го следат ѕверот. Тие ќе добијат, вели Библијата, белек на своето чело. И на крајот ќе бидат уништени. Но ќе има верници во овој свет во кој ние денес живееме. Има верници кои ќе останат чврсти кон Божите заповеди и кои ќе го примат не жигот, туку печатот Божи. И затоа Јован вели во Откровение 14:12. Во тоа трпението, во тоа истрајноста на светиите, они кои ги држат Божите заповеди и верата Исусова. Може би животот во Вавилон денеска е добар за некој. И тие не размислуваат за нов свет, за нов Ханан, зашто овде им е добро. Меѓутоа, и во нивните фамилии во минатото има некролози. Што велам некролози? Зашто некои починале. Тие може да бидат богати, но животот никој не може да си го откопат од смртта. Смртта тропа на сечија врата. Може би за некој денеска животот е убав, но само они кои се подготвени да застанат на вистинската страна, да се одречат од себе си, ќе можат еден ден, како ова фотографија што ни укажува, да ја наследат новата земја. Небесата награда е поголема од секоја жртва. Затоа последната кула вавилонска ќе падне наскоро. Бог ќе воспостави свое царство. Во тоа царство има место за тебе и за мене, брати и сестри. Нека Господ ни помогне и нека не удостои да еден ден бидеме сите ние жители на овој нов свет. Амин.